тоа е рак рана на нашето општество. Јас роден сум во Битола и живеев доста долго во Битола и живеам исто во Битола. Рек Битола ја уништи Битола, Пелагонија и другите таму општини. Никој грижа не води да постави филтери, пример, зборувам за рек Битола, а е најголем загадувач. Зборуваме за Усие, Скопје. Зборуваме за фабрики, големи производствени погони кои што загадуваат. Значи, под број 1, кога се доаѓа на власт, треба одмah денес конкретни мерки. Пазете, се припремаш за власт, веруваш дека ќе победиш на изборите, а имаш као наводна некоја програма, ама шуплива и празна, с убави само зборови да звучи, а немаш конкретни мерки. Значи, конкретни мерки што значи? Ти пред да додиш на власт, знаеш точно што ќе направиш уште од првиот ден кој ќе дојдеш, кој ќе победиш на избори. Значи, прво сите најголеми загидувачи, нешто ние веќе ги знаеме, што треба да се лоцираат, треба одма итно да се постават филтери, значи да се спречи од нив загадувањето во базан. Второ, не може Усие, или не знам, не е бито која, рек Битола, да не загадува на 2 километри воздушна линија од Битола, бидејќи рек Битола и Новаци село од општината, во дворот му е на рек Битола. Тие луѓе се да ги жалиш, Битола е да не жалиш, затоа што имаме најповеќе заболени од канцер. Вчера разговарав во Битола со еден мој пријател, генерација сме слична, ми кажа дека има канцер на градите. И вика, одам во Скопје на хемотерапија, кај што во онкологија, ма кажуваат лекарите најпоќе од Битола доаѓале луѓе, заболени на грлото и канцер на градите. И човекот ми падна жал, ама е нормално, јас те сум лекар да му помогнам, но јас можам да се борам како председател на демократи против загадувањето, не само во Битола, не само рек во Битола. Бидејќи сега ни припремаат, донесла е одлука Советот од ДПМН и мнозинството и од некои други, се разбира како што е Советот на Новаци и градоначалникот Битола и на Новаци, одлука да се гради таа регионална депонија каде што ќе се носи од 18 општини ѓубре. Бактерии, вируси, по 300 камиони во дено ќе доаѓаат, ќе врваат тука низ Битола, околу Битола. И ние ќе умираме, Битола ќе направиме не депонија за ѓубре, Битола веќе пополека, но сигурно прераснува во огромна септичка јама. И ние тоа не смееме да го дозволиме. Еве и се обраќам на битолчани и луѓето од Новаци општинат, па и од Прилеп, бидејќи кој ќе дува рек Битола воздушно до Прилеп е 15-10 километри. Ние сите умираме, секојдневно. Сите сме изложени на опасност. Дете ќе се роди денес, почнува одма да диши загаден воздух. Како тие деца ќе му помогнеш ти? Што знае некој дете сега што се роди или 5-10 години? Ние повозрастните треба дедовците, бабите, татко, мајка, ние да ги браниме. А никој за тоа не презема никакви мерки. Значи ќе се спречат најголемите загадувачи. И сите што се лоцирани во градови, во населби блиску до нас, треба тоа да се дислоцира, да се однесе себе, например, Усие што има да види во градот Скопје. Тоа било отпарано, железара загадува исто. Таму Партал ги прави во Чаири и Бутел. Партал. Луѓе ми викаат, дојди Јорго, се извинам, дојди Јорго, сними тука нешто да видиш како е во Бутел, како во Чаир, од железара. Значи, тоа мора да се спречи, а може само да спречат градовите, градоначалниците со Советот и владата, министерствата за животна средина. Ние кој да дојде на власт да биде министер, катастрофа се. Изгледа повеќе како и секојаш ги интересира тендери, не знам што, или нивните пријатели, бизнисмени кои што ги финансираат нивните политички структури и партии, да бидат окей и да не бидат прогонувани или да му се каже, чекај човек, загадуваш, ова мораш одма да направиш, ако не, ќе те затвориме. Ма ти, демек наводно, па вработувале толку и толку луѓе, па не знам што. Еве рек Битола. Полекано сигурно таа мора да се трансформира, подобро кажано брзо, нека се произведува струја со плин. 4 пати помалку се загадува од јаглено. После да се префрли се знае, на ветер, на сонце, имаме денес фотоволтаици, имаме
се произведува струја од ветерот. Значи, ние мораме да одиме во одредени држави, скоро 80-90% струјата се произведува од обновливи извори.